Биогасната електрана е најголемиот чистач на органски отпад во општеството. Значи све што е органско и што може да се распадне во биогасната електрана е гориво и нус производ од оваа електрана е значи електрична енергија, чист хумус и течност за полевање на полињата како течност со хранливи материи за земјоделието. Значи биогасната електрана практично е најдобриот пример за циркуларна економија, она што го случаме како дефиниција во општеството. Органскиот отпад што го создават биогасната електрана на долг рок ќе го намалит трошењето на минерални ѓубрива, пошто самото по себе органско ѓубриво што ќе се користи за површините, а со тоа ние сме увозно зависна држава од минерални ѓубрива, така да имат двоен ефект. Ако не постојат овакви биогасни електрани, целиот тој отпад завршува на некои депонии или во некои реки и тој отпад и таму се случува истиот процес, значи само неконтролирано повторно се разградува до метан и тој метан оди во атмосферата и е најголем непријател на озонската обвивка на земјината топка. Денеска најголем проблем е загадувањето во Република Македонија. Се надеваме дека во Источна Македонија барем, а може и во делот на Централна Македонија, ќе го решиме проблемот со екологија. Тоа беше основниот мотив што ние влеговме и делот што мислам дека ќе дојде времето кога ќе решаваме и отпад од кланиците, кој исто тој е дел што со одредени додатоци кои треба се достават одека во наредниот временски период, ќе се реши и отпад од кланиците. Обновливите извори за енергија или енергетската транзиција кон обновливи извори за енергија е добра само доколку таквите извори за енергија се разноврсни. Значи не може да има енергетска транзиција ако имате само фотоволтаици или само биогасни електрани или само ветерни електрани или само хидроелектрани, бидејќи сите тие произведуваат електрична енергија во различно време од денот, годината и така натаму, во зависност од условите. Единствено биогасната електрана може да произведува 365 дена 24 часа. Практично комбинација на сите обновливи извори е единствената добра енергетска транзиција.